Светот не обвинува за тоа дека нас ни треба водство, дека ние сме слаби, па ни треба на некој да се цело време наслонуваме, да треба да веруваме во некој и дека ни треба човек до нас, дека ни треба пастор во животот. Зошто? Зошто отприлика вие сте слаби, па не можете сами. Сега, има голема небулоза што самиот свете прави, он тоа што го збори, наидува на место каде што вика дека, само да ми дојде мислата, кажува од друга страна дека осаменоста или самотијата е најголем проблем за депресија, е најголем проблем за многу болести. Сега, две не одат едно со друго. Но проблемот е нешто друго. Проблемот е немање на сенс или немање на благодарност во животот на луѓето, да кажат, да, сепак има некој поголем од мене, што ме сака толку многу и што, уствари, он е во наводници виновникот за тоа што сум јас денес и затоа него ќе му ја предавам славата, него ќе му ја предадам целата чест. Тука е разликата. Ние сме го научиле тоа. Тој живее во нас. Ето така, ние сме го научиле на тоа, а другите допрва треба да го учат, но има време за сите. Еден наш драг пријател пиша дека времето учи да биде вечност. Интересно. Да. Вечноста е вечност. Много интересно. Да, и времето учи да е вечност. Така да, времето во кое ние обстојуваме, кое ние чекориме, кое ние спиеме, работиме, учи да биде вечност, а ние познаваме вечност зашто уште сега е во нас. Така? Амин. Амин. Вау. Така да мислам дека тука сме јасни и напротив имаме вистинска перспектива за животот, за тоа што треба да правиме во животот и за тоа дека на вистински ни треба водство. И Библијата постојано пишува за водство. И тоа од кого? Од најголемиот, од Исус, од Светиот Дух. Вау. Ајде да видим од кај да почнем. Да, со еден пријател зборував за егото, нешто зборував ми, му викам вака. И овдека негде ќе се надоврзе се тоа што сакав да го кажам. Оно што го храни егото, ја сече гранката на која што седи. Да храниш его, да не предаваш благодарност во твојот живот, него да кажуваш дека и дарот, и помазанието, и благословот, се е од тебе, и ради тебе и за тебе, а нигде не ни пишува така, сечиш гранката на која што седиш. И тоа може би не изгледа на почеток така, но по плодовите ќе се види дека навистина ти си паднал негде доле, си нагазен во длабока трева, а си бил високо горе. Вау. Амин. Амин, амин, амин. Ајде Авакум 2. Јас секогаш од Стариот заветниот пророци се навраќам на Авакум, не дека е најкраток, па можам да го прелистам на брзина, него некако мене барем ми оставил печаток и има контекст Авакум во сето она што сакам да го зборувам денес. А тоа е за Божјата волја, каде Божјата и нашата волја се собираат, каде не се собираат, каде треба да ја следиме, дали треба да ја следиме и такви нешто. Така да Авакум 2 од 1 до 4. Еден ми е за моментот доволен. Ќе застанам на својата стража, ќе се поставам на кулата, ќе внимавам да видам што ќе ми рече тој и што да одговорам на мојот укор. Значи ќе застанам на својата стража, ќе се поставам на кулата. Пред некои 8-9 месеци, фала за не, пред некои 8-9 месеци имав еден сон, што ме отрезни. Значи, буквално соно, ако некој се мисли во себе дали сон може да те отрезни, дали може да те насочи, онака дури цел период да ти го насочи, може да. И пред некои 8-9 месеци го имав тој сон, каде што, нема да кажувам детали, каде што Господ ми ја покажа, ако можам да кажам, мизерната состојба во која се наоѓам молејќи се за една работа во мојот живот и решението за истата работа. Значи, буквално ми покажа како се наоѓаме заедно со Данче за таа состојба, како сме ја занемариле, иако сме се молеле, како сме ја запоставиле, како сме тргнале на страна, едноставно, но во исто време знаевме понекогаш да обвиниме за истото. Значи, го тргаш на страна,
веќе не ти е ни битно се, и Господ ми ја покажа во ваква состојба си према она што го бараше, а еве ти го излезот за тоа што го бараше, зашто сакам да ти го дадам. И кога го читав Авакум, викам, еве ги моите следни чекори. Што пишува тука? Ќе застанам на својата стража. Тие што биле во војска тука знаете што значи стража. Тоа значи да си буден постојано, така? Да внимаваш, да буквално да стражавиш врз она за кое си се молел, врз она за кое си го барал, за она врз кое си викал до вчера амин. И ја верувам дека не само за нашите предизвици, молитви во животот, дека и за Божјото Слово ние треба да стоиме во стража. Ја бе војска 9 месеци, ние на стража немав, ама имав пожарен на сошки. Знаеме што е пожарен на сошки? Го чуваш оружјето. Да, и беше голема одговорност. Така да, знаеме од прилика што е стража и како ние треба да стражариме. Секој стражар има и стражарска кула, каде што може да наблюдува. Што значи тоа? Како стражари Христови сме повикани да наблюдуваме и од ниско, и од високо. Да ги проверуваме и долните делови, и она што оди по земја, но и да гледаме од високо. Да гледаме од високо, зошто? Не за подценување на другите, за перспектива за другите. Само човек што има увид горе, може да има да донесе перспектива доле. Амин? Амин. Ќе внимавам да видам. Понекогаш ни се губи вниманието и не можеме да видиме. Многу пати сум кажал дека ние, посебно луѓето што зборат напред, но и Библијата не треба само да ја слушаме. Зборовите не само да ги слушаме, него и да ги гледаме. Зошто? Зашто сето тоа, од сето тоа произлегуваат тие дела за кои сме повикани и кои можеме да ги видиме и преку зборовите. Оно што го кажа Андре на почетокот е за слава на Бог. Но ја каде се наоѓам во сето тоа? Се наоѓам во моментот каде што таа сеам група, тие млади дечки таму, многу ги сакам. Ги засакав и затоа Бог, кога ќе засакате нешто толку силно, Бог ќе ви дава увид во истото. И авторитет за истото, и неможност истиот авторитет да се злоупотреби. Така е Божјата љубов. Она не знае да злоупотребува. Напротив, на се верува, на се надева. Но на што се верува и на се надева? Многу е, зошто? Зашто Павле вика, проклет да е човек кој се надева на човек. Така да имаме контрадикторно сега. На се што е Божјо, луѓе. Божјата љубов верува на се што е Божјо и се надева на се што е Божјо. Амин? Вау! И тоа понекогаш ги исклучува сите наши идеи за тоа како ние треба да продолжиме со нашиот живот, за како ние треба да продолжиме со животот на другите. Многу пати ние водиме есап и за нашиот и за животот на другите. И така имаме буквално есап, онака од појадок до вечера. Да. Убаво е да имаме увид, но да не претераме со тој увид, него да оставиме Светиот Дух да ги води вистински луѓето. Оти и во најдобрата како се вика, одлука во љубов понекогаш да донесеме кај човекот нешто, мора да бидеме предпазливи, за да не исто биде погрешно. Амин? Амин. Вау. Што ќе ми рече тој и што да одговорам на мојот укор? Значи, што ќе стражариме? Да видам, сакам, да слушнам, сакам, што ќе ми рече тој. Вау. Имаме ние стварно авторитети во животот, што кој ќе ни кажат нешто, стварно е да и амин за нас. Но она што го слушнав Николче што ви го збореше на предходната проповед, кажуваше, но сепак самите да гледаме, да надзираме во мистеријата што е наречена Христос и да откриваме што вистински ќе ни рече тој со голема буква. Амин. Тоа има најголема длабочина, тоа има најголема височина и најголема широчина за нашиот живот. А ние сме понекогаш инструментите преку кои ќе дојдат некои работи. Амин. Вау. И во контекст на ова ќе го прочитаме Јован
Евангелие по Јован 4:10 рече. Вау. Така да, тука сум пишал да си даваме луѓе чест едни со други, така ќе ослободуваме авторитет пред другите. Ова е многу силно. Давајќи си чест едни на други, ослободуваме авторитет за истите пред другите. Особено кога мислам на другите, мислам на луѓето што уште не го познаваат Бог. Вау. Знаете колку пати не ве разберат луѓето кои сте им збореле за Христос? Сигурно многу пати. Сигурно онака, за во прв момент, ако негде сме доживеале порази, е баш на тоа поле. Јас кој ќе зборувам со човек што не го познава Христос, па ја на некој му оди евангелизацијата многу полесно. Абе, два збора ќе каже, се е друго. Јас одам од Адам и Ева, па до Исус, па назад се враќам се, и не ми оди таа евангелизација на таков начин. Да зборуваме за Словото, за такви работи, друго. Но имаме навидум доживеано многу порази баш во тој контекст. Но дали се вистински и дали е така? Што кажува Исус? Мојот збор празен не се враќа назад. Вау, Господе, го фаќам ова и веќе никогаш нема да помислам дека јас доживеав пораз кога ќе сведочам на некого за Христос, него ти го оставам тебе и викам твојот збор празен никогаш, ама баш никогаш нема да се врати назад. Ќе донесе се оно што после во континуитет ние ќе се молиме. После во континуитет ние ќе го бараме за тој човек. После во континуитет ние ќе плачиме за тој човек. Ако си повикан да плачеш пред Господ за некој човек, слободно плачи, нема да се срамиш луѓе. Од кога плачењето стана срам? Искрено, посебно околу мажите. Маж да не заплаче. Знаете што каже еден проповедник? Павле вика две работи сакам да достигнам. Воскресението и страдањата. Така? Е сега, за воскресението од прилика знаеме, околу страдањава сме малце. Вика, се што зашто Господ страда, повикан си и ти да страдаш за него. Ако Божјото срце страда за некоја човечка изгубена душа, повикани сме со Господ да страдаме за таа човечка душа. Амин. Го разбираме овој дел. Мислам дека е јасен и дека на вистински ќе донесе вистински плод, да не понекогаш сами се залажуваме дека сме на такво тло каде што се молиме за некој, но уствари правиме работа, може би е грубо, но само да ни помине времето. Ова што го зборувам и ја го учам во исто време, едноставно сакам да се продлабочиме сите во таа молитва, да се продлабочиме во тоа барање на работите од Бог, да ги видиме јасно пред нас, представени во слика, во човек, дали е некоја нерешена работа од минатото или било што. Океј? За да не правиме понекогаш лажни слики од она што ни се случува во нашиот живот. Зашто знаеме да западнеме буквално баш во лажни слики, правејќи си ги самите себе си, за нас, но и за луѓето околу нас во нашиот живот, и не дозволуваме Господ многу да делува, зашто мислиме дека уствари ја вршиме Божјата волја. Оваа приказна сакав, само нема толку време цела да ја прочитам, пошто е многу убава, зашто Исус тука дава еден многу, ако можам да кажам, вистински коректен одговор на една жена што се чувствува понижена, подценета, зашто евреите и општеството ја подцениле. Погоре пишува, ајде прочитам, Самарјанката му рече: како ти евреин бараш од мене самарјанка да пиеш? И во заграда имено евреите не општаја со самарјаните. На друго место пишува дека ги нарекувале кучиња. До таму одвела не само мржњата, него непочитувањето, што ги викале кучиња. И видите го на Исус одговорот. Исус и одговори велејќи. Првен Исус бара вода тука. Бара вода и она е запрепастена како евреи воопшто. И после тоа го гледаме и понатаму во учениците. Учениците вика тргна и видоа дека разговара со жена, но не му рекоа. Знаете зашто? Бе уплашени од претходните одговори. Кој им е поби на 100 до 200 пати како се вика, законот и традицијата. И сега уплашени, вика, дури го пишува тоа, зашто би го пишува? Вика, тогаш дојдоа неговите ученици и се чудеа дека разговара со жена, но ни еден не рече, што сакаш или зашто разговараш со неа.
Значи така треба. Значи Исус авторитет тука направи. Знаете што друго? Не е само авторитет. Почна доверба да имаат во Исус. Дека прави вистина. Прави добро. И затоа помислија, ама не се осмелија да речат. И се враќаме на 10-тиот стих и вика: Исус и одговори велејќи: ако знаеш за Божиот дар и кој е оној што ти вели дај да се напијам, ти ќе побараш од него и тој ќе ти даде жива вода. Вау. 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 Ако знаеш за Божјата благодат и спасението под дар, ако слушнеш, ако знаеш кој те повикува во неговиот живот, ти сам ќе побараш. Не треба никој да ти рече, не треба никој да те подбутне. Ти сам ќе побараш. Вау. И тој ќе ти даде неизмерен живот. Живот каде што ти можеш да црпиш, каде што ти можат другите да црпат и пак да бидеш жив. Затоа многу пати пееме Исус е жив, со него и ние. Вау. Ајде што имаш. Исус одговори велејќи: ако знаеш за Божиот дар и кој е оној што ти вели дај да се напијам, ти ќе побараш од него и тој ќе ти даде жива вода. Исус ни на почеток ни на крај не доаѓа да и каже: види, ти си самарјанка, сепак си куче, сепак јас сум евреин, дај вода да се напијам зашто ти немаш ништо со мене. Вау. Евреите мислеа дека ќе дојде Бог за нив. Но уште на сам почеток, иако тоа го зборуваме многу пати само на Божик, кога им се објавува ангелот или ангелите на пастирите во тоа време, на овчарите во тоа време, им вика: ви се роди спасител за целиот свет. Они таму требаше да знаат дека сето она што Исус ќе го прави ќе биде за целиот свет. Вау. Андриче, тука сме. Ајде што ќе почне. Исус во одговор рече: секој кој пие од оваа вода, пак ќе биде жеден. А кој пие од водата што јас ќе му ја дадам, нема да биде жеден довека. Туку водата што ќе му ја дадам, ќе стане во него извор на вода која извира во вечен живот. Вау. Знаете што вика после жената? Тогаш дај да пијам. И семејството да го донесам. И она да пие. Тоа е тоа кој ќе се сретнеме со вистинскиот дар Божи. И оној што го донесе, тоа е Исус. Чекај, тука има за мене, за вечност. Па дај и за моите. Ние првен што сакаме да ги спасиме секогаш беа нашите. Јас само што се спаси, само што го запозна Христос, одма кажував: ма мајка ми колку и да беше религиозна, колку сестра ми да беше тврдоглава, се, ја кажував дури повеќе штета на почетокот на нас. После тоа сфативме дека Светиот Дух има свој прилики, свој начини, свој шанси како да делува и се стишија работите. Али на почеток така беше, со буткање, со туркање, не може така, вака ќе биде. Ја дознав вистина и сега таа вистина мене ме ослободи, треба сите да го ослободи. И сите ќе го ослободи. Амин. Да. Андрече беше Бог дека е верен. Не дека е само добар. И дека е верен. Така ми да. Амин. Вау. Добро. Интересно е тука што се случува на Јакововиот кладенец. Нешто што беше најсвето за овој народ од кој црпеше вода. Нешто што беше свето, нешто што беше место за поклонување, нешто каде што црпеа води, се потсеќаа на се што правеше Бог преку предците нивни. Исус тука бутка голема традиција во нивните очи и кажува: јас сум изворот од кој никогаш нема да бидете жедни. Од вакви извори на традиции, од вакви извори на религии, секогаш ќе бидете сушна нива. Секогаш ќе ви треба уште. И никогаш нема да се заситите. Јас ја имам таа вода. Амин. Што ќе го остави секогаш
водени. Знаете, нема да одам таму, али сега ми текна кога зборам водени за Лаудикеја, за црквата од Лаудикеја. Нели се во Откровение пишува Исус дека тропа на нивното срце, ние понекогаш многу пати мислиме дека тропа на срцето на вратата на срцето на луѓето што не го познаваат, ама он таму кажува баш за црквата. И понекогаш, иако ние Христос е во нашето срце, заборавајќи, Христос пак тропа. Ало, тука сум со вас. И таму историски податок има дека Лаудикеја била многу богата, но била проблем со вода. Немале вода. И од Колос и од уште еден град се праќало вода по водоводи, но негде се спојували, таму станувала млака. И затоа Јован после кажува за Лаудикеја: не сте ни ладни, не сте ни топли, млаки сте, ми се блуе од вас. Што сакам да кажам? Овој контекст, ладно, не е дека барем не биди загреан за Бог, воопшто. Биди ладен, така, ич не се замаре со Бог. Не. Ладно е да те освежи. Така да ние можеме да бидеме ладни. Зошто? Зашто Библијата пишува: освежувај друг и ти ќе бидеш самиот освежен. Така да во тој контекст можеме да бидеме и ладни за Господ, освежителни, можеме да бидеме и жешки за Господ, да го подгреваме под заборавениот оган во луѓето, но да не бидеме млаки. И интересно е тука што спојката е што Павле од Колос му пишува на еден од учениците му пишува: пази си ја службата. Зошто? Зашто тргнал со жар, но исто како водата, одејќи натаму, на Павле му подкажале, абе станува млак. Додека појде во Лаудикеја, зашто не оди во Лаудикеја, може ептен ќе омлачи и ќе имаме проблем таму со службата. И еве го во Откровение, и Јован го гледа истото. И го корува Лаудикеја и вика: немојте да бидете млаки, бидете ладни или жешки. Амин. Реков дека нешто ќе зборувам околу волјата, не знам колку уште време има, мислам дека уште некои 10 минути. Андречи, затвори телефон, лаптоп, гаси светло, тоа, доста зборуваш. Ајде најди го 1 Петар 1 од 7 до 9. Она што кажа дека луѓето делуваме како поразени, кога луѓето не разбираат, тука сум пишал: луѓето сега не ве разбираат што правите за нив, пази, не само што зборувате, што правите за нив, но кога ќе им дојде откровението за Христос, потполно ќе ве разберат. Значи, се до тогаш, ние, тоест луѓето, што прават луѓето? Добротина ли изиграваат? Знаеш, порано еден човек ми кажа дека цело време мисле, она ве следев до кога ќе бидете добри и мисле дека еднаш нема да бидете, веќе не се издржува. Глума, маска, такви работи, не се издржува, толку ќе биде. Али вика не било така. Не било, еве, поминава долги години, уште е тоа така. Зошто нас срцето ни е такво? Зошто Христос е така. Така да, некој се шалеше, тоест во Хрватски имаше една парола, имало некои протести: зошто носите маска на маска? И понекогаш баш така е, баш луѓето правиме маски за да изгледаме добро, за да изгледаме, не знам, свето или било што, али нема потреба од тоа. Пред Господ сме, каде што и влакното ни го знае, ни е избројано, така да зошто да правиме маски? А кога Господ живее во нас, зошто па меѓу нас да постојат тие маски? Ич, бидете опуштени, комотни, слободни во вашето општење со Господ, во вашето општење со вашите браќи и сестри, со луѓето надвор. Луѓето надвор повеќе ја ценат, но и повеќе ја приметуваат искреноста. Бидете сигурни во тоа. Некако повеќе сум го видел тоа. Најдаме. Та верноста на вашата вера, ево го што зборам, не ве разбираат, но вие знаете и сте верни во вашата вера, која е поскапоцена од
пропадливо злато кое се испробува во оган, да се покаже за пофалба, чест и слава при откровението на Исус Христос. Значи не само откровението кога Исус ќе дојде со облаци, со целата армија, со се. И откровението во луѓето, кога ќе имаат откровение за Христос. Вау! Таа вера што луѓето до сега, ја викав дека ме малтретираат, па тоа било поскапоценно и од злато што се кова со оган. Па тоа било за слава, за чест. Кога го љубите, иако не сте го виделе, кога верувате, иако сега не го гледате и се радувате со неискажливи радост, полн со слава. Амин. Постигнувајќи ја целта на својата вера, што? Спасение на душите. Вау. Така да, иако сега не ве разбираат, ќе се изразам малце народски, а шич вас нека не ви е гајде. Овие работи, што се во вас ќе направат разлика и во вашиот живот, да живеете без фрустрации, но разлика и кај другите ради вашата истреност во верата и ќе донесат плод. Јас сум видел во мојот живот таков плод. И знаете кога сум го видел најповеќе? Не е ова традиција, нема да правиме традиција, но најповеќе сум го видел веќе кога сум ги подзаборавил. Онака, знаете, понекогаш ви прикипува, ама имате вера за тој човек. И некако го оставате и Светиот Дух тогаш делува, оно што го зборевме на сам почеток. Океј. Кога им давате чест на луѓето, го кршите мразот или предрасудите што сте ги имале спрема нив. Кога им давате чест, кога одлучувате, чест не се дава туку така лесно. Ај тргни од дома да дадеш чест на некого. Да видиш од дома по пат што се ќе ти текне. Колку пати ти сгрешил, колку пати си му помогнал, колку пати не знам те погледна лошо, сето тоа ќе ти текне. Затоа е одлука. Од дома одлуката. Ја негуваш по патот и одлучуваш да даваш чест. И најнаш дури човек што можеби си имал и лошо мислење, што си мислел дека ку знаеш што ти мисли лошо во животот, се случуваш со нешто сосема друго. Како да е двајт шекал истиот. За такво нешто и се слободува. Таква, не знам како, не енергија, нешто поголемо од енергија се ослободува. Таква слобода. Дали сте го доживеале ова? Да можете на вистински работи, дури и да си ги кажете што допред тоа не сте ги кажале, да се разберете. Така да, кога им давате чест на луѓето, го кршите и мразот, и предрасудите што сте ги имале спрема нив, спрема истите тие луѓе. Амин. Затоа Исус, не знам, кажам на претходната проповед некоја, вика, ако имаш проблем со некој, поиди ти. Значи се, ако некој ти сгрешил, поиди ти. Мислам, тоа е понекогаш и несфатливо, али сме повикани да учиме во истото. Али мора да правиме разлика и баланс колку ќе се бодриме ние самите, кои сме во Христос, и колку ќе ги храбриме другите кои се во Христос. Ако се задржиме само на себе си, ја прекинуваме нишката. Ја прекинуваме лозата. Зошто? Стануваме од христијани кои требаше да бидеме не само не себецентрични, него требаше да радоста бидат другите луѓе, ние стануваме апла самоцентрични, благословајќи се само себе, мислејќи добро само за себе и мислејќи дека Христос те сака само тебе. Кога јас од христијанин, ова ви го кажувам наискрено, кога јас од христијанин ќе слушнам можеби, не знам, 15-20 пати јас, одма малку се замислувам. Не во контекст да судам или било што, него нешто одма не ми штима. Го разбирам овој дел. Колку и да сме повикани да кажуваме дека што сме во Господ. Премногу јас, барем во моите уши, пара. Нека биде некогаш, тој направи за мене, тој направи.
Он е во Христос благословен. Он е преблагословен. Тие се таму преблагословени. Нив Господе благослови ги. Го разбираме идеја? Да. Ај прва Солуњани, тука ќе завршиме. 5 од 16 до 18. Кога немам време да со луѓе да зборувам повеќе, ако прашале што треба да правиме, знаете така не се вика, што треба ние да правиме, или што е Божјата волја за нашиот живот, секогаш го кажувам прва Солуњани 5, 16 до 18. Радувајте се секогаш, молете се постојано и благодарете во се, зашто тоа е Божјата волја за вас во Христос Исус. Не гаснете го духот. Радувајте се секогаш, молете се постојано и благодарете во се. И многу пати луѓето ме прашале дали е ова возможно, дали е ова некоја фантазија или ова сепак е нешто за кое сме повикани. Ја би рекол вака. Тешко е, али е возможно. Понекогаш е несфатливо, али е разбрано. Понекогаш е научна фантастика, али секак функционира и е реалност. Понекогаш е, не знам, само зборови, али некогаш е сила која спасува не само за вечно спасение, спасува понекогаш дури од мизеријата на она што живееме во моментот. Амин. Ја би оставил секој со Светиот Дух да овие 3 стиха на крај ги чита, ги медитира на истите, ги размислува на истите, ги стави на зид на истите, но нека не ги отфрла. Без разлика на што и да ни се случува во нашиот живот сега, во моментот. Без разлика и на што да оставивме надвор кога влеговме внатре. Ајде да размислуваме на ова. Радувајте се секогаш, молете се постојано и благодарете во се, зашто тоа е Божјата волја за вас во Христос Исус. Не гаснете го духот. Павле низ сите патувања имал толку проблеми, толку камења истрпел човекот и лисици што не биле како денешниве. Денешниве не знам, веќе почнаа и гуми сигурно да ставаат за апла да не ги боли, кои ќе ги приведуваат. Тогаш не биле тие окови на таков начин. Но сепак го пишал ова. Зошто? Зашто живеел благодата, зашто Господ му рекол и покрај трнот ти имаш благодата, што ти е доволна да направиш ршум по светот. Може не треба да направиме ршум по светот, но во нашиот свет, каде што наоѓаме, преку Христос, кој ни е сила, и тоа во слабостите. Павле вика, Христос, сакам да се пројави силен во моите слабости. Во силните страни со едно моје добро другарче, пријателче, зборевме, не ти треба Господ. Знам, зорно не наш кажа, со некој швеѓанин зборел, а вика, децата им дадовме се и ги научиме на се и не им треба Господ. Кога човек се чувствува силен, сте виделе нешто повеќе паричка сила, малце повеќе нешто или тоа највеќе го осеќаат оние што посетуваат теретани или сите тие работи. Што вика? Вежбај, си посигурен, посилен, постабилен, сите тие нешта. Така да кога човек се чувствува силен, некако она јас станува поголемо. Али Христос се пројавува во нашите слабости. Таму каде што сме мислеле дека не можеме. Христос вика можете. Бидете благословени, ќе се молиме за крај. Како што рече Андреја, верувам дека некои прашања беа одговорени, некои доправа ќе се одговараат. Затоа сме ние црква каде што имаме одговор за многу од прашањата, зашто Светиот Дух живее во нас и може да ги донесе. И не само одговор на прашања, во Светиот Дух и во црквата има простор за секаква утеха, што е многу поголемо понекогаш и одговор на прашањата, за секаква надеж, за се она што навистина не прави Христолики. Тато јас те благословувам тебе, Господи, зашто ти си единствениот што заслужува, што е верен, вреден, Господи, за благослов.
И фала Ти, Господе, што навистина можеме да се предадеме целосно, Господе. Да се предадеме пред Твоите нозе, Господе, и да навистина го посакуваме она што Ти го посакуваш. Да жалиме за она што Ти жалиш, Господе. Да го бараме она што Ти го бараш во нашиот живот и во животот на другите, Господе. Зошто Ти си најмудриот, најпаметниот. Ти знаеш се што се случува, Господе. И затоа Тебе Ти доверуваме се во нашиот живот. Тебе Ти ги доверуваме сите наши браќи и сестри, Господе, целата наша фамилија, Господе, Тебе Ти ја доверуваме. Ти си најдоверливата личност, Господе. Фала Ти, Господе, што навистина можеме да учиме еден со друг на понизност, Господе. И на таков начин да учиме да Ти љубиме Тебе, Господе. Фала Ти што можеме да учиме еден на друг за благослови, Господи, и на таков начин да прокламираме благослов од другите и да знаеме дека благословото од Тебе, Господе. Фала Ти што навистина таму каде што сме се молеле, ќе ги видиме молитвите и исполнети, Господе. Таму каде што сме барале, ќе добиеме. Таму каде што сме тропале, ќе ни биде отворено, Господе. Зашто Ти чекаш на нашата акција во Тебе, Исусе. Фала Ти што си прекрасен во Твоето пресвето и најсвето име, Исус. Амин.